Почитувани, ние сме назад во студиото, а со нас гостин е господинот Јанаки Митровски, адвокат и активист и основач практично на Сдруженијето Билка, кое што се занимава со декриминализација на канабисот, кое што веќе во сабота организира панел дискусија на оваа тема. Јанаки, добре дојде во студиото пред се. Добро ве најдов, благодарам на поканата. И сакам да прашам, бидејќи ова не е прва панел дискусија на оваа тема, вие конкретно Билка им организиравте низ вакви настани и дискусии околу декриминализацијата на канабисот и околу она што би требало да содржи законското решение кое што би било идеално според вас. Така што, еве, првото прашање можеби кое што треба да го разграничиме на јавност и на гледачите, зашто вие конкретно се залагате, што опфаќа таа декриминализацијата и што може да, односно во која насока ќе бидат дискусиите на оваа панел дискусија, што можеме да очекуваме да слушнеме од говорниците и од каков профил се тие? Првенствено, законското решение, односно во погледот на канабисот, ние измени во повеќе законски решенија за кои Билка се залага да се случат, подразбираат да тоа да државата го превземе патернизмот, односно врз производството и легалната продажба, говориме евентуално легална продажба во иднина на канабис за рекреативна употреба кој евентуално би се случило, меѓутоа тоа не треба да се сваќа во контрола во апсолутна смисла, туку да се направи економски модел кој ќе овозможи да освен како што е сега, освен големите компании, односно големите бизниси да имаат пристап до бизнисот со канабис, да се направи инклузија на микропредпријатија, мали домакинства, земјоделци во производство и трговија со канабис, секако не спречувајќи ги правните лица кои и сега па и во иднина би се занимавале со тој бизнис, да се занимаваат со тој бизнис. Точно е тоа дека Билка имаше повеќе активности во изминатиот период, а во поглед на конкретното ваше прашање за саботната панел дискусија, панел дискусијата символично нарековме декриминализација сега од повеќе причини, затоа што имавме прв дел од кампања со јавни личности наречен декриминализација сега, во наредната недела ќе стартува и вториот дел од со уште 15 јавни личности кои поддржуваат декриминализација на канабис. И затоа и сметавме дека да го заокружиме како таков наслов. На панел дискусијата учество како панелисти ќе земат Јулијана Николова, која е дипломиран информатичар, мислам дека нека ми прости ако грешам, и пратеник од редовите на ЛДП, Маја Морачанин, која е специјалист физијатар и е пратеник од редовите на ДОМ, Дамјан Божиновски, кој е стоматолог и е член на Централен комитет на Левица, Наташа Бошкова, која е адвокат и активист во коалиција Маргини и ХОПС, и јас како представник на Билка. Панел дискусијата е замислена на начин да секој од панелистите првично го искаже својот личен став во поглед на декриминализација на канабис, а потоа и ставот на ентитетот кој го представува. Овие ентитети се одбрани од причина што конкретно за политичките партии, тоа се трите единствени политички партии во Македонија кои официјално имаат земено декриминализацијата или легализацијата на канабисот како дел од своите партиски програми, додека нели за невладини е јасно. Ние ХОПС, коалиција Маргини, сите се залагаме за декриминализација на канабис. Колку овие личности, бидејќи станува збор за пратеници и јавни лица, се согласуваат да разговараат на една тема и да споделат нивно мислење за поддршка за една тема која што можеме да речеме дека е табу, јас би рекол се уште во земјава? Да, се согласувам дека се уште во голема мера е табу, иако мора да признаеме дека напредок има. Конкретно за нашите гости, односно овие три партии, никогаш не сме имале проблем да направиме соработка конкретно по ова прашање, прилично се отворени. Почитуваната Маја Морачанин од ДОМ и снимаше и ќе има на вториот дел од кампањата, така да во тој дел се прилично отворени. Имаме и со нивните подмладоци, односно официјални подмладоци имаат ДОМ и ЛДП, Левица мислам не. Имаме соработки со подмладоците, така да во тој дел навистина не можам да замерам. Многумина би рекле дека португалскиот модел за употреба, односно за спречување или за контрола на наркотични супстанции, како што се наречени, е идеалниот модел. Со тоа што се декриминализирани сите видови на дрога до одредено количество, кој според вас модел би можел да биде најуспешно имплементиран во нашата држава?
Погрешно е да се пресликува, односно да се прави copy-paste на постоечки модели кои можеби успеваат во Португалија, можеби тука нема да успеат. Точно е дека португалскиот модел е убедливо најуспешен, односно дал најдобри резултати врз основа на тоа што се очекувало од него, но тоа не значи нужно дека истото би било применливо и кај нас. Оној модел, кога говориме целокупно како модел, за кој Билка се залага, е декриминализација на канабис за лична употреба. Што тоа значи? Тоа значи дека законски да се одреди која количина на канабис, тоа е нормално предмет на обсервација, меѓутоа која количина на канабис ќе се смета за лична употреба и тоа да се казнува исклучително како прекршок или евентуално само парично ако веќе остане како подкривичен прогон, зашто ние силно се залагаме да биде тргнато од кривичен прогон. Понатаму проширување на листата на болести за кои што може да се припише канабисот во медицински цели, кој сега е на оскудни 4 и не е променета, не е ни еднаш ревидирана уште од кога е законот на сила од март 2016 година. Понатаму доколку оваа држава реши да отиде чекор понатаму, ние предлагаме и економски модел согласно кој државата ќе дава лиценци за диспензери за продавање на канабис, но и за одгледувачи, каде што ги вклучи македонските земјоделци. Би сакал тука да ви елаборирам кратко. Пошироката јавност можеби не знае дека субвенции се непознаница за Европска унија, оваа држава нели као има консензус да влезе во Европска унија и еве и тој да се случи за 5 години, треба да се замисли и државата и надлежното Министерство за земјоделство што ќе прави односно што ќе прават овие близу 150.000 македонски граѓани на кои тоа им е основна дејност, а ќе останат без значителен дел од својот приход. Инклузија на македонскиот земјоделец, зашто ќе биде повторно потребна измена во Законот за контрола на опојни дроги, бидејќи сегашното законско решение не дозволува надворешно одгледување, односно одгледување на канабис надвор, туку само во затворени простори. Значи, модел кој ќе дозволува рекреативна продажба на канабис за рекреативна употреба во лиценцирани диспензери со акцент на микропредпријатија, односно семејни бизниси, мали бизниси, како сакате. Понатаму, односно за крај, се залагаме и да секој оној кој има медицинска потреба, односно состојба каде што канабисот е апликативен како лек, да му биде возможено да може одреден број на растенија кои му се потребни да може сам да си ги одгледува, тоа може и да се лиценцира и со дозвола, не е никаков проблем. И за да може сам да си го прави лекот. Ова го зборуваме затоа што прво правните лица кои што се занимаваат со екстрахирање на масло од канабис, со правење на масло од канабис, воопшто не се загрижени и не треба да бидат загрижени од ваквиот пристап, затоа што ја можете и пивото да си го направите, да видите на YouTube туторијали, да си го направите сам дома, меѓутоа го имате по приступачна цена и не одите да го правите. И не одите да го правите исто и со канабисот, меѓутоа законската можност, кога веќе оваа држава овозможува вносен бизнис на големите предпријатија, мора да дозволи законска можност да може и граѓанинот сам да си го прави лекот. Така, овие економски придобивки и здравствениот аспект на употребата на канабис е нешто што вие го истакнувате и неспорно е дека можеби јавноста, пошироката јавност е запознаена со сите овие придобивки и можеби тие се основа од сите овие панел дискусии, се основа за едно законско решение. Меѓутоа, како на просечниот македонски граѓанин да му ги доближиме овие придобивки? Како можеме да му објасниме на некој човек кој што тврди дека канабисот е дрога, како почетна дрога која што завршува нели на најтешките хемиски супстанции, како можеме да му го поедноставиме и да му ги приближиме придобивките? Не е воопшто за изненадување таквиот став на добар дел од особено постарата популација. Мораме да разбереме дека таа популација била со децении изложена на погрешни информации, на црна пропаганда, на интенционално црна пропаганда, интенционално фалсификување на податоци. Например, веќе ви кажам дека во 37 година кога канабисот стана нелегален во САД, као капката што приличаше да беше едно истражување монструозно кое на тогаш видни научници, кое пак излегува со заклучок дека конзумацијата на канабис кај белите жени ги тера да имаат секс со црни мажи, а треба се пропаганда за сегрегација. Како црна пропаганда, нели треба се земе контекст од 30-тите, се уште сегрегација во САД, немаат граѓански права црнците и така натаму и така натаму. Така да
Во тој дел, јас не сум многу од активистиве, не говорам и од билка општо, многу од активистиве кои се залагаат за истите политики за кои што ние се залагаме, конфронтирачки настапуваат кон оние луѓе кои можеби се неедуцирани. Јас имам поинаков пристап. Едноставно треба да ги едуцирате тие луѓе и треба да се работи со нив, а не да се конфронтираме и бидејќи со тоа ништо нема да добиеме. Панел дискусијата меѓу друго ќе биде и сите активности што ги взимаме, меѓу другото, барем како секундарно имаат и едукација на население, како секундарна цел имаат и едукација на население. Тоа ми беше следното прашање. Бевме сведоци дека минатиот период во Македонија хит филм стана Исцелител, филмот кој што нели ја третира токму оваа тема и кој што освои многу награди, меѓутоа колку истакнувањето, ако можам да наречам, на субкултурата на рекреативна употреба на канабис, па и меѓу другото истакнување на придобивките, и стереотипизацијата на ова всушност влијае негативно врз вашата борба. Па и агресивниот пристап на одредени активисти и можеби и провокативен пристап. Мене многу ми се допадна тој филм, го гледав, ретко гледам македонски филмови, да ви кажам искрено, не поради темата, не поради самата тема, навистина добар филм. И особено ми се допадна вештиот хумор на режисерот, кога на многу умерен вешт начин се подсмева со оние кои тврдат дека канабисот е панацеа. Треба да се разбереме, како ставање канабис во пијачка во дискотека. Па не само така, нели знаете дека и во филмот одеа за секакви потреби, за секакви состојби. Значи канабисот не ги лечи сите состојби, тоа треба јасно да се каже, меѓутоа наоѓа примена во огромен број на состојби. Секој друг пристап, преагресивен што велите, за мене е контрапродуктивен и не го практикувам. Колку влегувањето на семејството заеви во овој бизнис сметате дека ќе го забрза или пак можеби ќе го успори процесот на тоа ново законско решение кое што вие го предлагате и целиот овој процес околу декриминализација на канабис? Ова прашање го добивме на мејл и од една наша пријателка, односно моја другарка, која просто не ги објави одговорите, не знам зашто, ја поздравиме, ќе се препознае. Ќе ви го давам истиот одговор што ви го дававме и на нашата пријателка. Значи, не гледаме ние формално никаков проблем да било кој се занимава со овој бизнис, дали било тоа семејството заеви или некое друго семејство, но проблемот го гледаме ние во законското решение. Законското решение за кое што оваа извршна власт во 2016 март, кога гласаше за законот, јасно потенцираше дека гласа, бидејќи смета дека треба да има возможни на граните пристап, но потенцирајќи дека се работи за лошо законско решение. Законското решение е исклучително лошо. Меѓутоа, еве сега гледаме дека и новата извршна власт не пристапува кон измени на тоа законско решение за да го направи подостапно на граѓаните. Повторно ги велам, проблемот е што оваа држава овозможува на правни лица, на оние кои имаат значителни средства, говориме за милиони евра, да, работат со бизнис кој за волја на вистината во поголемиот дел од светот е се уште нелегален. Законот им дозволува да прават експорт на производот, а не дава никакви обврски наспрема граѓаните. Еве, ќе кажам, гледачите тоа го знаат, мислам дека тоа премиерот и јавно го говореше, 8 ентитети се оперативни, 4 се во процедура за добивање лиценци, уште некои 15 се поднесени. Кажете ми вие, Христијан, каков бенефит вие гледате како граѓани на тоа што 12 фирми има, до крајот на годината ќе ги има и 20, има во Република Македонија. Немаме никаков бенефит, на пазарот има еден производ, два кои се несоодветни, од кои што всушност и реагираат, се жалат пациентите. Тоа ви го говорам, кои што се несоодветни. Она што ние силно се залагаме е да средствата кои доколку нашиот модел се прифати нормално, да средствата кои што би се добиле од научување на рекреативна употреба на канабис, задолжително со закон, значи одредено да се користат оние лица кои што се болни, кои што имаат состојба кај што канабисот е апликативен, а немаат финансии тоа да си го дозволат, да им биде овозможено бесплатно или субвенционирано. И тоа намерно кажувам да биде законски одредено, бидејќи ако оставиме нели на буџетот тоа да го работи, тие пари се плашиме дека ќе завршат ќе завршат непродуктивно. Она што следно би сакала да те прашаме, дали перцепцијата ваша за односот на власта кон ова прашање е дека навистина бара решение или пак целата средба што имавте и со министерот за земјоделство беше само една слика пред јавноста за да покажа дека еве сакаат да ве слушнат?
Да, не, можеби Министерството за земјоделство е исклучок. Ние неодамна подпишавме меморандум за соработка со Министерството за земјоделство и навистина би го истакнал како исклучок по ова прашање, што се разбира, например, не е случај со Министерството за здравство. Таму не можеме да добиеме прием, не знам од кои причини. Дали сака слика да покаже или реално се занимаваат со програмот, тоа не е прашање за нив. Тоа е прашање за мене. Тоа е прашање за нив, не е прашање за мене, така да не би можел да ви одговорам во друго име. Она што би можел да ви кажам дека комуникацијата со надлежните институции можеби не е на она ниво на кое што ние би посакувале. Например, имаме сознание дека е формирана работна група од страна на Бирото за лекови, односно Малмет, за измена на законот, а не сме повикани да партиципираме во истата, од кои причини не би можел да ви кажам. Така, сега би сакал да преминеме на една друга тема, оно што ти го најави на твојот Facebook профил, а тоа е сајт за правни совети, за онлайн правни совети. За правни работи, не е само за правни совети, така, правните совети ми е кажа, еден од сегментите. Да. Во неофицијален разговор ми кажа дека всушност тој ќе биде прв легален сајт. Легален, да. Да. Еве, доколку може околу тоа малку повеќе, бидејќи освен активист, мислам, не освен активист, твојата првична професија е адвокатурата. Так, прва љубов. Вака се, ќе бидам и предпазлив, фактите на комората морам да ги почитувам и ги почитувам кои забрануваат себе рекламирање на адвокатите кои практикуваат, кои имаат лиценца и кои се практикуваат. Сајтот janagiznae.mk веќе требаше да биде пуштен, некои техникали имаме, се надеваме дека тоа ќе биде утре или ќе го објавиме официјално. Е сајт кој се бави со правни работи, актуелни новости, актуелни судења, моментално знаете дека распоредот во кривичен суд е полн. Така да имаме колумнисти, двајца веќе колумнисти имаме кои ќе ротираат. Имаме дел на интервјуа, а делот со правни совети бидејќи е врзан со некои други техникали кои искрено не ги разбирам, да ви кажам, луѓето што го прават сајтот. Ќе стартува 10 дена подоцна и да, по мој сознание е прв легален онлайн сајт кој дава легални правни совети. Би сакал да појаснам, бидејќи тоа повеќе пати го повторуваме, што значи легален. На интернет вие можеби ќе најдете повеќе сајтови или места каде што нудат правни совети луѓе кои што не се адвокати, меѓутоа тоа не е легално, бидејќи кривично дело казниво по кривичниот законник се вика надриписарство, односно некој кој не сме, односно давање на правни совети е опис и попис на адвокати, а не на било кои други лица, па дури и некој да е правник нема право за пари тоа да го прави. Така, јас имам правен проблем, отварам janagiznae.mk, кликам, го пишувам проблемот или веќе има одредени... си закажувате термин, ќе има и усмени правни совети и писмени правни совети, и истите ќе се наплаќаат согласно тарифникот на адвокатската комора. Така, и со оглед на борбата која што ја водиш и со Сдруженијето Билка и со оглед на твојата, можеби да речам, неконвенционалност, често пати си се соочил, предпоставувам, со предрасуди. Дали ти биле пречка во кариерата? Често пати сум читал и твои статуси кога на суд те прашуваат: дечко, извинете, вие ли сте адвокатот? Да. Еден коментар околу начинот на кој општеството ги перцепира работите кои што се неконвенционални, да речеме. Ја лично ќе ви кажам, да, по симпатично, со симпатија гледам на таков тип на реакции. Тек на време можеме ме познавате од порано и уште по неконвенционален изглед имав. На тоа и мислеш, сега веќе можеби... Да, сега може вака влезем во Калапов. Не можам да кажам дека ја ги гледам со симпатија, отрпнат сум и на позитивни и на негативни реакции. Не можам да кажам дека во текот на мојата работа како адвокат, дури кога сум имал суканици до должина на задникот, дури кога сум имал и обетки на лице, не сум имал никакви пречки, а на задкулисни, оговарања, ова не обрнувам внимание. Така, и за крај едно прашање кое што повторно ќе не наврати на првата тема околу која почнавме. Се чини дека постои мал раздор помеѓу здруженијата за кои што се занимаваат со оваа тематика. Дали можеби конечно сте разговарале околу едно, да речам, обединување околу каузата, бидејќи за иста кауза се борите, можеби на различни начини, меѓутоа е една каузата. Перцепцијата ви е погрешна, Христијан, ќе дозволите да ве коригирам, не се работи за никаков раздор меѓу Билка и бизнис здруженијето Зелена алтернатива, се работи за
не знам како да го наречам, за оркестриран напад од, еве кажете ми вие кога на нашата Facebook страна или од мене лично или од било кој сте слушнали или некој од Билка да говори било што лошо за зелена алтернатива. Проблемот од другата страна, а зашто е проблемот од другата страна, тоа треба нив да ги прашате, односно да го прашате председателот нивни или има една нова структура, бизнис структура са која што влезе во зелена алтернатива, па можеби они подобро би ви одговориле. Што се однесува до нас, ние неформално соработувавме пред да се основа Билка, тогаш им бевме добри, сега не сме им добри. Зашто? На прашање до нив. Не ми беше целта да посочиме било кој, меѓутоа тоа е перцепцијата. Во истава телевизија истиот господин си дозволи да го спомне моето име и презиме без да биде прашан за тоа, така да си дозволив и јас да го спомнам неговото име и презиме. Да, ние немаме проблем со тоа, всушност доколку нели се одлучите и би ве соочиле евентуално слободно кога сакате. Слободно. Тука и некаде би го завршиле разговорот и благодарам за твоето учество во Студио 1, а како потсетување за твоето гостување овдека ти подаруваме еден политички роман, трилер од нашата Санта Аргирова. Политичари не љубам, меѓутоа ќе му посветам внимание бидејќи е едни времиња кои што не би сакале да станат реалност во нашата политичка јавност. И еве прифати го како можеби извинување за книга е секогаш добар подарок. И како можеби извинување за недоразбирањето пред. Не, нема недоразбирање се ево. Така, ти благодарам уште еднаш, а вие почитувани останете и натаму со нашата програма, се враќаме назад со Студио 1 и останатите содржини веднаш по кратката пауза.